Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, добар ден! Денес сме собрани овде пред споменикот на македонскиот револуционер и идеолог Гоце Делчев во чест на одбележување на 2 август, 119 години Илинден, најголемиот македонски национален празник и 78 години од првото заседание на АСНО. Илинденско востание. Востание на македонскиот народ против османлиската власт. Конгресот на Македонската револуционерна организација, одржан во Солун, доне одлука напролет да се крене оружено востание, при што започнувањето и водењето на востанието им биле препуштени на окружните комитети. Конгресот на Битолскиот револуционерен округ, одржан во Смилево, одлучил да се крене општо ослободително востание и избрал главен востанички штаб на Битолскиот револуционерен округ во состав Дамјан Груев, Борис Сафиров и Атанас Лозанчев, кој донел одлука востанието да започне на денот Свети Илија, 2 август 1903 година. Востаничките сили презеле нападни дејства во сите востанички реони. Востаниците од Крушевскиот востанички реон со концентриран напад го ослободиле Крушево. Во Костурскиот востанички реон биле ослободени поголеми населени места – Невеска и Клисуран, а во Леринскиот, Охридскиот, Преспанскиот и Вокичевскиот револуционерен реон се воделе жестоки борби. Востанието е познато како Илинденско според денот на започнување, односно на 2 август 1903 година на Илинден почнало Илинденското востание во Македонија. Во ослободеното Крушево била создадена Крушевската република со совет и со привремена влада избрани од народот. Привремената влада имала ресурси за внатрешни работи, за финансии, за исхрана, за изградба и за санитет. Посебните дејности ги извршувале специјални служби за обезбедување и градење окопи за заштита, за поправка на оружјето и за производство на воени материјали, вклучително и црешово топче. Востанието имало неколку окрузи, и тоа: прв востанички округ Битолски, втор востанички округ Кожув, трет востанички округ Беласица, четврт востанички округ Пирин, петти востанички округ Струмичко-Малешевски, шести востанички округ Овчеполски. Во чест на сите храбри и загинати илинденци, за сите оние што ги дадоа своите животи за слободата на Македонија. Со големо поклонение кон нивната личност ве поканувам сите присутни да им одадеме почит со едноминутно молчење.